Голем благослов, магична моја фамилија, голем благослов за сите вас. Добре дојдовте на Уналум Тарот и на уште едно колективно читање. За вас денеска малку подоцна во ноќните часови, кога енергиите се тивки и кога може да се доловат енергии за вас, кои што се надевам дека во ова денешно исчитување колективно ќе бидат енергии кои што ќе можете да превземете секаква ваша енергија или пак да бидете во енергичност, да запазите момент на ваша енергетска вредност, на случка, настан или пак на персона која што се надевам дека овие тарот карти вечерва ќе ја откријат за вас, да видиме кој е во ваша енергија. Да ги прашаме тарот картите и да видиме денес кој ќе биде во ваша енергија и зашто токму ќе биде во ваша енергија и зашто токму се провлекува во вашата енергија. Ова може да биде персона, случка, настан или пак енергија која што се надевам дека е во ваша енергетика. Да спознаете и дознаете случка, настан или пак момент да земете ваша смерница. Улогите секогаш можат да бидат заменети во вакви генерални, колективни, безвременни читања, затоа што ова колективно читање секогаш ќе може, кога и да се навратите за да го погледнете и да го послушате, ќе биде безвремено за вас. Енергија да после 2 години или пак 5, не е битно, кога и да дојдете на ова читање, секогаш ќе дознаете која персона или пак што е во ваша енергија. Па да започнеме и да видиме кој е или пак која персона е во ваша енергија вечерва, да видиме што сака да ви принесе, зашто е во ваша енергетика и да видиме како ќе се одвиваат енергиите за вас во денешното безвремено колективно исчитување од тарот картите. Јас се надевам дека сите сте добро и здраво. На сите вам кои што сте нови на мојата страница и на мојот YouTube канал, добре дојдовте. Енергија да ви се заблагодарувам и да успеете да можете да ги поднесете овие енергии кои што ќе бидат во ваша енергетика, да сознаете и спознаете за сами вас, за персони спроти вас, за случувања и енергии кои што се надевам дека ќе ве донесат до момент на пат, до осветлување. Ајде да видиме, а за сите вам кои што сте постари енергии на мојата страница и мојот YouTube канал, јас се надевам дека сте сите добро и здраво и дека сте во една енергија за искачување во најдобар моментален енергетски дел, а тоа е просветлување за сите вас кои што се надевам дека и ги очекувате моите видеа за смерница, какво што и посакувате или пак ви одговара. Ајде да видиме за која персона вечерва ќе говориме. Ја мислам дека ја добивме. Ајде да отворам повеќе карти, па да видиме за кого ќе стане збор. Денеска збориме дефинитивно за цар. Енергија цар или пак огнена енергија. Мажи вие земете во ваш род, ова се само енергии, ова е
аристократска или пак енергија егоцентрична, ова е доминантна фигура во вашата енергија. Може би таткова фигура или пак ова е некој ваш енергетски бивши брачен партнер или пак партнер кој што е сегашен, но е во ваша енергија. Неговата енергичност ве поклопува во зададен момент. Овој ваш партнер бил во една енергија каде што вика одмор, ви треба одмор од овој партнер. За некој од вас ке значи дека овој партнер и не е веќе присутен во вашиот живот, но со енергија е во ваша енергетска вредност. Овој партнер прави планови во една енергија каде што се одмара, не дека подалеку од вас, може да е ова некоја викендица или пак куќа каде што и се одмара, размислува на вас, но и прави мудри планови за како повторно да влезе во ваша енергетска вредност. Вие ја имате оваа персона во ваша енергија и за некој од вас ке значи дека ја очекувате оваа персона, но оваа персона може би и ве гостувала ве гоустувала, значи била во енергија да ве духовувала, енергија да играла топло-ладно со вас или пак да била во енергетска вредност каде што и размислувала за некој потег што и ќе треба да го направи во наредниот период. Оваа персона се уште е во вашата енергија каде што и оваа персона потврдила со работна енергија. Може би е ваш енергетски партнер или пак љубовен партнер, за некој од вас ова е работна енергија каде што оваа персона е во трета енергетска вредност, за други пак од вас ке значи дека оваа персона ве издала, имала друга персона покрај него, каде што и во работна енергија ве продала буквално, била во енергетска вредност да ве манипулира, да бидете во негова енергетска вредност, каде што и сите работи што сте требале да ги завршите во ваша енергетска вредност, оваа персона ви ги задавала како моментални енергии за да вие ги одработувате за оваа персона, а оваа персона да размислува и да прави планови како понатаму да ве малтретира, буквално да ве доведе до една енергетска вредност која што и не ви дава простор да се искачите во една подруга енергија. За други пак од вас ке значи дека оваа персона е ваш сегачен брачен партнер, но овој брачен партнер е толку јака енергетска вредност каде што и ве поклопува со енергија, но оваа персона има трета персона. Освен вас, има и друга персона која што релевантно прави планови со оваа персона. Едноставно, оваа персона е со трета енергија или пак оваа персона и уште една персона сакаат да ви зададат удар, прават планови како да ве манипулираат. Оваа персона добила некој дебакл во неговиот живот, каде што и кулата, енергијата, оваа персона за некој од вас ке значи дека вие сте се спасиле од оваа персона, но се уште во ваша енергија, но оваа персона ке значи дека доживеала некој дебакл, едно рушење, каде што и гледате овие персони излегуваат од оваа кула, се спасуваат, но оваа кула гори. Оваа кула од универзумот е струшена затоа што или прави универзумот прерушен благослов за вас двајца, или пак енергија да прави прерушен благослов за ваша работна енергија, каде што оваа персона ја става во исчекор. Енергија да чека
да биде во енергија да размислува, да прави планови, но не може да дојде до конечниот план затоа што е струшена неговата енергетска вредност или пак неговото планирање кон вас. Оваа персона сака да ве уништи буквално и да влезе во негова енергетска вредност. За други пак од вас, оваа персона ќе ви понуди во наредниот период, ќе дојдете во комуникација, доколку нема, ќе биде комуникација преку трета персона. Тоа бидете сигурни дека ќе го направи оваа персона и е во енергија да ви понуди љубов, да ви понуди емотивност, но секогаш да знаете дека оваа персона ќе биде спремна тоа да го направи за негова материјална или пак некоја друга корист која што ќе треба да му ја возвратите во енергија на емотивност. Емотивно да ве затвори. Енергија да оваа персона прави планови и е во енергија да дојде во комуникација со вас, а тоа ќе го направи во наредниот период или пак токму само што не го направила, може би и после ова читање мое ќе биде во енергија да наредниот ден бидете во комуникација со оваа персона, да дојдете во комуникација преку трета персона, да дознае и да извлече информација од вас, како што и да знае дали да понуди или да се повлече во енергија. Вие интуитивно ја отсекате оваа персона, но знаете дека секогаш има криење во неговата енергија. Оваа персона крие, може би има знак Овен, а познак да е Шкорпија или пак обратно енергија. Обратна енергија, ова е и риба, рибина енергија, Шкорпија риба, ова е водена енергија, каде што и има илузии, оваа персона ствара илузии за вас, енергија да може би не сте му возвратиле со љубовна енергија или пак нешто е недокажано во вашата енергетска вредност со оваа персона. Може би оваа персона да притајува некои моменти каде што и не ви дава доволно информации за да дојдете на некоја работна позиција која што вам ви значи, или пак оваа персона да крие трета персона во неговиот енергетски дел, каде што и таа трета персона ве шпионира и ве кажува за секој еден збор на оваа персона која што ви ја наведов во претходниот период. Овен, риба, Шкорпија или пак Шкорпија риба, енергија Овен. Овновска енергија, царот е овен бик, но е повеќе на овновска ватрена енергија. Оваа персона прави планови позади грб, сака да жонглира со вас во енергија работа или пак во енергија љубов. Значи, како и да е, емотивноста оваа персона ја става на прв план. Овој куп не е само полн со љубов, со емотивност, туку овој куп е полн со енергија да вие му го возвратите овој енергетски дел на оваа персона до вас. Но, оваа персона ќе се излаже, ќе биде во една заблуда, во една енергетска вредност, ќе влезе каде што и ќе жонглира до енергија за да дојде до некоја структура која што е веќе за него позната. Ова е материјална енергетска вредност, ова е таткова фигура или пак да дојде до некоја персона која што е во голема енергија, а вие ја држите оваа персона како енергетска вредност да ве гура напред, значи да ве бутка напред. Енергија да. За некој ќе важи дека секоја енергетска вредност кој што сте ја имале на работна енергија, тоа значи дека бил во план вашиот шеф,
или пак вашиот газда, надлежен. Доколку се работи за љубовна енергија, оваа персона сака да биде над вас. И тоа ќе го направи затоа што е во ваша енергија. Се уште овој цар во ваша енергија се уште го немате отпуштено и оваа персона нема да се тргне се додека не ја увидите неговата енергетска вредност, а тоа е жонглерство, енергија да жонглира со емотивностите, да жонглира со доколку се работи за сопруг кој што не сте повеќе со него, кој што сте разведени, а ви дужи материјална стабилност, да ве остабилизира како семејство, да даде на своите деца, а не ви возвраќа и не ви дава, оваа персона ќе го направи спротивното. Крие, затоа што се надевам дека ево енергија да може би и нема работа, да нема пари, да е без пари, а може и да е во некоја енергија да биде цар, да се поставува како цар, а да биде обичен паш. Ајде да видиме што друго сакаат картите да ни кажат за оваа персона. Да видиме кој друг е во ваша енергија. Може би има уште една персона која што е во ваша енергија. Девет штапови, енергија да ви ствара блокади или пак ве тестира на доверба и верба. Може би вие сте биле премногу сте верувале на оваа персона, па сега оваа персона ќе сака да се врати во ваша енергија за да ве потврди или пак да ве жонглира во тест на вера. Значи, колку сте верни да оваа персона. Бидете спремни, оваа персона ќе го направи тоа што и не очекувате. Оваа персона комплетно е во ваша енергија и вие се уште ја осеќате. Многу ќе се изнамачите со оваа персона или пак веќе сте се изнамачиле за некој од вас. Оваа персона толку егоцентрична, толку може да е и нарцис. Оваа персона значи дека можно и да е нарцис. Ова е персона која што е авторитетна личност, но може да е и нарцис. Оваа персона сака се да има во нејзина енергија. Таа да биде главна, таа донесува главни одлуки, но премногу таи од вас. За некој од вас ќе значи дека сте струшиле еден дел со оваа персона, но сте се уште во иста енергија. Оваа персона е се уште во ваша енергија. Ајде да видиме кој друг е во ваша енергија. Да, напорно работи, вие напорно работите, стварате, сакате да имате, дали оваа персона која што работите веќе во негова фирма, или пак ова е персона која што е ваш шеф, или пак ваш газда, или пак доколку се работи за персона која што е во ваша енергија, но е во енергија да ви биде да работите во нека установа која што е во државна институција, оваа персона ќе сака повторно да ве истестира во неговата работна енергија, дали сте доволно свесни да работите таа работа или не.
Вие секако напорно работите, се борите. Ајде да видиме кој уште е во ваша енергија. Да, превара. Издаја, превара, љубовна енергија. 5 купови, енергија каде што и ви завртил грб, оваа персона ви завртила грб, но оваа персона ќе се врати во оваа енергија како што ви направил, така и ќе дојде во оваа енергија, затоа што вие сте свесни и знаете што ви направила оваа персона на вас. Добро знаете и добро сте свесни за некој од вас и ја очекувате, затоа и е во ваша енергија. Ајде да видиме. Магионечар. Немојте да ја давате својата енергија на оваа персона, манифестирајте, но манифестирајте добри работи, но на декот следува смрт. Енергија каде што и ќе комплетно ќе завршите со оваа персона за кратко. Енергија каде што за некој од вас, за други пак од вас ќе биде во енергија да сакате да возвратите на оваа персона, да се изреванширате, но тарот картите ви советуваат да не давам совети, но кажувам како што тарот картите покажуваат да ова сте вие, ова е ваша енергија, енергија да манифестирате нов и подобар живот, енергија каде што и ова е ваша енергија, вие стварате оваа енергија, вие давате оваа енергија. Кога мислите на оваа персона, вие сте во енергија да создавате и стварате, манифестирате и сето она што ќе го изманифестирате го добивате, но не го давајте на оваа персона, туку само ослободете се од оваа енергија. Како ќе го направите тоа? То нема да мислите повеќе на оваа персона. Нема да бидете во негова енергија или пак нема да го повикувате енергетски овој човек или оваа жена. Значи, ставите крај, затоа што оваа персона е неартикулисана персона. Ова е персона нарцис. Нарцисот никогаш нема да се излечи, ниту пак ќе биде во лечење, затоа што тој се храни со оваа енергија ваша. Зашто да му ја давате оваа енергија? Зашто да ве повредува и емотивно, и материјално, и работно? Тој сака да ве гледа во таа енергија, или пак таа, не е битно, ова се само енергија. Тој сака да ве гледа во таа енергија, тој сака да завршите во оваа енергија, во смрт, да не можете да се покренете напред, да бидете секогаш во ваква енергија, да бидете тажни, да не можете да донесете битни и важни одлуки, да секогаш се чувствувате разочарано. Пажот на штаповите. Наместо да правите планови за идно време, да добивате понуди на енергетско ниво, вие ќе се осеќате во 9 мачеви. 9 мачеви е кармична енергија. Овој нарцис никогаш нема да биде во енергија да се поправи, доколку мислите дека ќе се поправи. А овој нарцис е во ваша енергија. Зашто го пуштате? Зашто да бидете вака? Што ми направи, како ми направи? Вие се осеќате ужасно од оваа персона. Но ви доаѓа една голема потпора, каде што и вели вака.
ви следува нова љубов, манифестирате нова љубов, тоа е ваша желба која што ја упатувате кон универзумот, но ќе треба малку да се изборите со оваа персона доколку ја сакате да отстраните од вашата енергија, затоа што таа е се уште присутна. Ќе треба да се изборите со компетиција, значи со трета персона која што ја има оваа персона веќе во негово присуство. Вие ќе продолжите да живеете во еден друг правец, ќе се спасите од оваа персона. Зашто ви го кажувам ова? Затоа што сте успешна персона, затоа што знаете токму како и да манифестирате и како да давате моментални енергии, да одлучувате. Ова мора да го покријам поради енергии на TikTok и на YouTube. Вие се борите со него преку сонови, преку енергија, преку енергетски вредности. Оваа персона ве напаѓа, енергетски ве напаѓа. Вие доживувате енергетски напади од оваа персона. Но ќе има напредок, ќе можете да дојдете во една ваша мирна енергија, каде што или ќе отстраните оваа персона и ќе испратите толку далеку, или вие ќе заминете од негова енергија, или пак ќе отпуштите комплетно оваа персона и токму во моментот кога ќе отпуштите, вашата желба ќе се исполни. Ќе бидете во една нова енергетска вредност каде што и ве очекува виталност, исполнување на секоја ваша желба, но и на нова персона која што ви влегува во вашиот живот. Енергија да сватите, да разберете колку сте во моментална енергетска вредност. Ова морам вака да го покривам заради YouTube и TikTok. Колку сте во една енергетска вредност. Да знаете и разберете дека вашата стродна душа ве чека на самиот агол, но вие не можете да видите затоа што се уште оваа персона ја оставате да биде во ваша енергија. Оваа персона ве повредила, ви одземала и материјалност, за некој од вас ке значи дека соделувала во енергија, да бидете избркани од работна енергија, да не можете да си скачите во енергетско работно ниво, да немате пари, ви изневерила, ви оставила без емотивност. За други пак од вас ке значи дека имате деца со оваа персона. Зашто да бидете во оваа енергија, кога можете да бидете во светло и сонце? Прифатете се она што и ве енергизира од денешното исчитување на овие колективни енергии. Ова е безвремено читање и можете секогаш да се вратите кога и ќе посакате на ова видео. За вас огромни промени во вашиот сквер на размислување. Ќе бидете во енергија да се промените во размислување и тогаш кога ќе се промените во размислување, ќе донесете битна и важна одлука. Сето до тогаш додека не се промените во размислување или пак додека не се промени оваа персона во размислување, а тоа нема да го направи затоа што е егоцентрична, егоистична и е нарцис. Оваа персона сака да има све под негова контрола. Тој се храни од оваа персона се храни од тоа што ви го прави во позадина. Карма. Ова е кармична ваша лекција, која мора да научите да отпуштите. Ова е баланс, енергија, каде што и ќе направите баланс во вашата енергетска вредност или пак доколку сте во контакт со оваа персона е комплетно во ваша енергија. И отпочнувате еден нов
енергетски живот, каде што и оваа персона отпочнува, но и вие отпочнувате. За други пак од вас ќе значи дека оваа персона има проблеми со законот, каде што и ќе сака да отпушти и да почне од нула, но за тоа малку помалку, затоа што оваа персона нема три чисти во неговиот мозок. Буквално треба да свати, да разбере дека не може да ве држи како заложник во неговата енергија. Ајде да видиме што уште. Ајде да видиме што уште за вас. На право место во право време. Да, вие ќе се осветлите, значи на право место во право време ќе сретнете права персона која што е ваша сродна душа. Значи, се додека не отпуштите оваа персона или пак оваа персона не ве отпушти вас, вие не ќе можете да излезете на една права енергија, но оваа енергетска вредност дава очи дека и ќе го направи. Може би да е оваа персона да има проблеми со законот, па нешто со законот ќе биде испреплетено каде што и ќе биде во енергија да биде во блокада. Да биде во блокада и да се кае за тоа што ви го приредил и што ви го направил во минатиот енергија. Ова за некој од вас ќе значи дека ова трае многу долго. Ова трае многу долго. За некој од вас ќе значи дека трае некој си 5 до 10 години уназад. За други пак од вас ќе значи дека ова се случува сега и дека ќе се реши во најскоро време. А за трети од вас ќе значи дека ова токму ќе дојде во енергија да се ослободите од оваа персона и да започнете една нова. За други пак од вас ќе значи дека со оваа персона веќе имате оснивано брак и дека сте во развод на парница, дека сте се развеле. Оваа персона ќе ви понуди нов почеток, ќе дојде до вас, ќе ви понуди нов почеток. За други пак од вас ќе значи дека оваа персона е разведена веќе, се развела, ова е ваш бивши љубовник, енергија да е разведена и ќе дојде да ви понуди еден нов почеток, комплетно е сменет неговиот сквер на размислување буквално со обратниот човек, енергија да има енергетска вредност која што мора да се смени во неговиот кодекс на размислување. Да, вие сте болни и изморени од оваа персона, колку делува во ваша енергија. За некој од вас ќе значи дека и ја напуштате комплетно оваа енергија, одлуката дека е настаната веќе во вас и дека сакате нов живот негдека со некоја нова персона која што е и во ваша енергија, персона која што може би да се занимава со законот, да донесува битни и важни одлуки, да работи во законска регулатива. Да, оваа персона крие тајни, значи криела тајни или пак крие се уште тајни, но јас ќе кажам дека криела тајни. Може би за некој од вас ќе значи дека вие и знаете дека криела тајни и се уште ја допуштате оваа персона во ваша енергија. Криела тајни, се распрашувала за вас подмукло. Ви криела тајни, не сакала да ви оддаде тајни. За други пак од вас ќе значи дека оваа персона е ваша енергија, работна енергија, каде што е ваш близок соработник, колега,
пријател, за други пак од вас ќе значи дека е ваша љубовна енергија, каде што и љубовно ве манипулира, криела информации, мистериозна, несигурна енергија, каде што не е искрена оваа персона. Ве наблюдувала, ве следи, за други пак од вас ќе значи дека се уште ве следи на социјални мрежи, бидејќи ево ваша енергија. Да, вие сте желба за оваа персона, желба сексуално може да ве користела, да се задоволувала во ваша енергија, да. Сексуално и ве користела. Оваа персона не сака да ве отпушти, не сака да излезе од ваша енергија, затоа што тој сам себе се задоволува со вас, значи со вашата енергија. Доволно е само ваше присуство да осети една енергетска вредност која што му ја возвраќате, тој буквално сака да бидете само негови или пак да бидете неизини. Енергија да интензивни осеќања има од вас. Се уште има желба на вас. Оваа персона е навезена на вас, буквално на вашата енергија. Ајде да видиме и за крај. Што ќе кажат ми тарот? Так, очекувајте позив кој нема да ви биде познат. Оваа персона ќе ве побара од непознат број, некој спам број, или пак ќе игра преку телефон, или ќе би испрати лажна порака оваа персона. Лажна порака која што нема да знаете дека е оваа персона. Да, оваа персона премногу ве повредила. Ве повредила, но е и она повредена сега, бидејќи во ваша енергија, значи тркалото се врти, се враќаат енергии, кармичната енергија, правдата, Божјата правда е тука негдека задоволена, но е се уште во ваша енергија. Оваа персона пушта и слушам дека пушта и понекогаш солзи за вас. Зашто и ви го направила тој момент, се обвинува. Разбирате, нарцис да се обвини, значи има некои делови каде што оваа персона и сваќа, но доколку вие сте плачели од оваа персона, нарцисот тоа и го посакува, тоа и го сака, егоцентрикот тоа го сака, да му давате почит со ваше плачење, со депресија. Како сте депресивни поради него, како доживувате болка, како доживувате една истрошеност за него. Емоции, повреда, дефинитивно. Но оваа персона исто вака ќе се осеќа за кратко. Да знаете, исто вака ќе се изигра со неговата енергија, затоа што правдата не излезе во енергетска вредност. Очекувајте позив од оваа персона. Слушам, очекувајте позив од оваа персона. Оваа персона е навлечена на вас, на вашата енергија. И затоа е се уште во ваша енергија. Оваа персона не сака да ве отпушти, затоа што добар залога сте му. Добро чоколадо, буквално. Значи, добра енергија. Но, ќе мора да работите на енергија да буквално не му одговарате на позивот, само го изигнорирате и го отпуштите. Не мислите на него. Доколку мислите на оваа персона, таа секогаш ќе биде присутна во ваша енергија.
кога ќе отпуштите оваа персона, верувајте ми дека за вас ви следи една многу поубава енергија, а тоа е да бидете во ваша енергетска вредност, да започнете нов живот со нова персона која што и ќе биде ваша сродна душа. Земете вам како ви резонира во ова денешно исчитување од тарот картите, не секогаш е 100% точно, но оваа персона е во енергија плеер, каде што и ве изманипулирал на работно место или пак ви изманипулирал за работна енергија, ви изманипулирал за пари, за материјални вредности, ви изманипулирал, ве оставил, ве скршил во емотивност, буквално, ви давал емоции, но он ги сакал вашите емоции. Своите не ги давал на вас, ги давал на трета персона која што се уште е во негова енергија. Ајде да видиме и порака од божествените божици за денешново исчитување колективно безвремено. Свет сојуз, оваа персона сака свет сојуз да направи, или пак вие сте света енергија за оваа персона, но си поиграла. Не знаејќи дека вие сте персона која што ве штити универзумот, која сте од Бога дадена, значи во таква енергија. Тој ќе свати многу покасно, а може би и сваќа, прима, но не детално. Божествениот план е на сама енергетска вредност, каде што и ви вика дека ќе бидете во под закрила на универзумот, каде што и универзумот ќе одреди за оваа персона што треба да се направи, ќе ве усмери за ваша скришна енергетска вредност или пак една света енергија, каде што светата судбина од универзумот ќе ви биде одредена за нов почеток во вашиот живот, буквално од нула, да ја почнете оваа енергија која што ви се надзира во денешново исчитување од тарот карти за вас, нов почеток енергетски со нова персона, а оваа персона ќе влезе во една подруга енергија каде што ќе му биде вратено со иста таква мера како што и ви дошол во ваша енергија и не сака да ве отпушти, сака се уште да седи, да ве цица енергетски, да се задоволува од вашата енергија, доколку е можно и да ве види, да ве сретне, да ве има, сексуално да се задоволува од вас. Но таму негдека во некоја друга енергија ги дава сите информации, сака да ве блокира, буквално не сака да ве види во енергија на убава енергетска вредност, но божествената енергија и универзумот ви помага и ви даваат уште толку можности што оваа персона ќе мора да ги гледа вашите високи енергетски вредности, кои што ќе ги добивате со секој еден изминат ден од кога ќе почнете да отпуштате оваа персона. Јас се надевам дека оваа порака ќе биде утемелена за вас, ова денешно исчитување колективно безвремено, ќе биде утемелено во вас и ќе дознаете и спознаете за која персона поточно станува збор. Се гледаме во наредно видео, се надевам колективно и се надевам дека ќе биде во што повеќе број гледаност и ќе биде во енергија да се коментира и да се споделуваат енергии. Се гледаме во наредно видео. Поздрав!